Добре дојдовте во ВИП на еден ден. Денешно празнично издание одлучивме да го посветиме само на убавите работи. Токму заради тоа ќе се подсетиме на сите убави изненадувања кои што им ги приредивме на нашите учеснички. Ние се наоѓаме пред работното место на Мери. Овде сум сокриена намерно, заради тоа што и подготвуваме едно големо изненадување. Мери не знае што се случува, не знае нити дека јас сум овде, така да се е тајно, се е скришно. Така сме го направиле да биде вистинско изненадување. Сега чекам да дојде Мери. Веднаш кога ќе дојде, ќе видите што ќе се случи. Мислам дека иде. Те познавам, те гледам, се инфилтрираш во зоната на чувствата мои. Те познавам, те следам, ми инсталираш зависност од допири твои. А јас и ти, планети различни, А сега е време за реакцијата на Мери. А јас и ти, два света различни ко осека и плима. Ајде дојди ако можеш и укради ми го срцево. Ајде пробај ако смееш, не го давам јас на... Денеска за нас е твојот роден ден. Можеме сега да дуваме свекички? Ајде да дуваме свекички. Значи да си замислиш една желба. Која е твојата желба? Си замислам. Да. Можеме да дуваме? Ајде. Мери, ова све што е направено е за тебе. Повели седни да уживаш во твојот прекрасен ден. Може? Ајде, дојди ваму. Овде, специјално е за тебе овде. Како се чувствуваш? Добро. Ке сечеме торта? Ке сечеме. Имаше две желби у животот што ми ги кажа. Да. Се ке ми ги кажеш? Пак? Или не се кажуваат желбите? Сега, желбата една, да. Втората ми беше многу желба. Еве имаш уште едно на располагање. Ајде, сечи торта. Може? Едно. Ето. Туги допири, се лажам дека сум јак. А се за миг, знај би заборавил да си... Нешто те подсеќаат мандарините. Мирисот во домот. Мирисот. Ова да го изгасим. За нова година во домот, стварно ме подсети кој мирис. Еве ги мандарините, сега можеш на убавите моменти да се сеќаваш. Што пишува на пликот? Не сум го отворила, така ми рекоа, така пишува. Добро, земи го види го сега што пишува на пликот. Ајде да видам. Чека, пишува не отварај, така? Да Пишува видиме дека не отварај. не отваре, да. Не, ќе ти каже кога, така пишува. Добро. Се. Јас немам ниту збор, јас немам ниту сон. Што пишува внатре? Отвори си. Само пишувањето, што пишува внатре? Ти ги подаруваме овие 3000 денари, кои се како надоместок за Украдените на 18-тиот ти роден ден. А, така, да, бе. Да, бе, овие 3000 денари, да, што ми ги... Да, фала, бе. Ги најдовме, Мери. Сега Најдовме, се твои. Да. Да, фала ви многу. Така да, Да, 3000 денари ми ги украла на 18-ти роден ден. Помалесо кога полнав. Дојда од школа, ама ништо, се вратија назад. Што ќе исчезне. Тоа е тоа. еве ти ги сети. Сега ги имаш.
Сега кога ќе изгледа вистинскиот роден ден, ти имаш што да почестиш. Мојот роден ден. Еве го мојот роден ден, вака сум не сум имал. Значи, мене ми се наслади очите, не можам. Како си ти, од туги прегради. Нема да се идеш, треба да бидеме среќни се, така? Поминало што поминало, да гледаме напред. Така? Можеме сега да јадеме торта? Чекај да те гушна мене. Letaj mi solzi moj, galebe moj tažem. Letaj ko neba tvoj, galebe moj tažem. Хајде за убаво. И со Ѓоко сме за убаво, за све. Све што си направи филмуве, се е за убаво. Така. Музика ќе ми пушти некој? Ој дене. Добро. Ја, само, ова е само почеток. Значи не сме ни почнали. Ko neba tvoj, galebe moj tažem. Letaj ko noći topli, ko mrak što tona. Darim son, leti spasi. Денот ни се погоди за прошетка низ Скопје, па одлучивме пеш да ја однесеме Љупка на едно место, кое се надеваме ќе ја израдува. Сега знаеш каде идеме? Кај се наоѓаме? Центар. Во центар сме добри. Имавше ти едно изненадување. Изненадувањето бија нели одењето кај стоматолог. Некога. Како? Неколку изненадувања. Сега има едно нешто, кое што е поврзано нешто со тоа што си сакала да видиш како мала. Така? Тука топло, 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 потопло. Сега ќе одиме па ќе видиме. Та-та-там! Значи ова е... Провери да видиш кој е, за да знаеш. Ова ни е Љупка. Значи, ајде, чекай да те гушнам тебе. Добре те најдовме. Ела да видиш кај те носиме, сега да видиш кај те носиме. Требаше од таму на смевката да ја гледате. А? Како ти изгледа ова царство? Најубаво. Имаме уште едно успешно изненадување. Таму е толку волшебно, лета сонот на крилеста. Сртка, не! Сите можни чудеса во светот на бајките живеат. Во светот на бајките само чудесно Солзите на Љупка само покажаа колку ли голема била жилбата да се биде креатор. И благодариме на Ирина Тушева што ни излезе во пресрет. Значи, она ни е млад креатор, мислам сигурно си ја видела. Така, да. И кога ми ја кажа, нели, твојата онаа жилба која си ја имала како мала, веднаш ми текна дека можеме, еве, неа да ја запознаеш и ете ќе ни објасни како поминува процесот, па можеби можете и да соработувате па да дојде понекогаш. Да. Сега знаеш Да. каде сум, слободна. Да. Затоа што ми рече дека уште како млада вика цртав облеки кои што ствари сега се носат. Значи имала визија. Така да. Можем. Тука ни е. И стои на располагање, добро? Слободна кога Добар ден. Добар ден, добре дојдовте во нашето ателје. Добро ме најдов. Јас сум Снежа, вие сте. Ирина Тушева и мојата асистентка. Љупка. Добро, значи вака сега јас имам еден вид настав кој што треба баш еднака да оставам печатот. Така да стопам и помилите. Еве Љупка е задолжена за тој дел, па јас ќе кажам дали е во ред. Ајде. Значи нешто што ќе биде вау. Ајде.
3D принтаната сукња. Тоа што е? Ова е уникатно парче, работено само за изложба, но ако е настанот е таков, со задоволство може и супер да ти стои, да го носиш. Да. Така, ајде. Добра. На ова до згора нешто иде или не иде нешто? Може би така? Мислам дека доволно е впечатлива. Да си одам за ова. Така нешто што бил до згора. Па ќе треба да направиме некоја специјална понарачка, што баш... Да ја тоа бе, ништо не сам сами. Според мене не знам што би укопила да е. Да, може да изработиме некоја понарачка, само зависи за кога е пригодата, дали имаме доволно време. А сега нешто да ми... Сега нешто што можам да го земам? Или евентуално може со ова. Чекай се, тоа може да го пробам, нели? Да, слободно. Тега чекам одговор. Не за мене со сукњата и друго нешто. Да, ќе се шиеме, затоа се прашав дали имаме доволно време, кога е пригодата. За една недела може за една? Може, не е проблем. За една недела? Ти ќе црташ? Да. Добро. Да, Љупка ќе го нацрта моделот и ќе го изработиме. Благодарам. Големо задоволство ни беше и тоа што Љупка за прв пат после 15 години го фати муливот во рака, почна да црта. Детскиот сон, барем на кратко, стана реалност. Ајде, излеквај, бе! Излеквај, не забите глата ќе ќе скошам, излеквај на то. Ти лути, ајваро, стварно ти лути. Излеквај, бе! Што брегај, Што брегај? Еј, стани. Стани ми ги скрши сите заби ми ги скрши. Сакам да ми клаиш зап. Ајде. Има пациентка тука бе моја. Што пациентка? Па пациентка, бе, ајде, која пациентка? Ми ги скрши сите заби ми ги скрши. Ајде, седној тука. Ги скрши сите заби. Денес е денот против борба на жените, а таа ми ги скрши мене забите. Абе, застани, бе, гнасо една. Зини. Ајде, дајте да звањето за тебе! И изненадувањето овој пат ни успеа. Битолчаните од екипата на Солзи и Смеа на драго срце допатуваа од Битола во Прилеп за да ја предизвикаат кај Елена најубавата насмевка на свет. А кој друг ќе ви изнасмее подобро од нив? Немаш осет, верувај ми. Ќе насме сега човек. Ќе го засени сонцето. Да, лична сега како јаболко на тезга. Е, па од тимот на докторите викаме со здравје да си ги носиш. Со здравје да си ги И да носи. ти трат со години. И само да се смеј. Точно. И само да се смејте. Да. Следуваше фотографија и голема благодарност до дечките. А на ова ќе додадеме Солзи, Смеа и големо срце. А еве како ни течеше планот за изненадувањето. И ние чукаме, да уште да не го видите кај кумбата, разбираш? Кумбата е птемански. Јас ќе почнем и тако ќе не видиш нешто на као. Стани, трни тебе ти на јас нешто ќе се делиме таму. Ти ѓубре, но ти ќе не. Да. Им се ѓуб. Као ти ми ги скрши забите, разбираш? Ѓубре, нова, она. И кумбата тогаш ќе ја тргне маската и ќе рече незадоволување, многу си лична како ќе видите. Шо ќе трпи? Дечки, како поминавме, изненадувањето беше успешно Мене или? беше многу интересно, се не знам, мислам дека ја вистински изненадивме и баш ме срекнете што ние како театар, како Солзи и Смеа, сме дел од оваа твоја емисија, која многу ја почитувам и е многу соубава и како да речам благородна мисија. А еве го и докторот дојде. Дојди докторе.
Да, вие како си поминавте да слушнам тоа Супер, сега? забавно. Така? Забавно. Прво малку си направивме муавет со докторката. Да не те вработија више? За малку. И ете така се погоди да имам учено средно забен техничар и малку подобро да излажем. Така, добро. Да прашам, силно го мавна, зашто дојде Силно. Сите заби горе, здробени. Ете, а шестката горна. Зумбирај. Да, супер беше. Се поклонат на Господа во пештера, родениот свет. Здраво. Како сте, госпоѓа Звезда? Добро ми сте да ме гушна. Добро. Извинувам. Добро, вие како сте? Мене ми падна и со голема љубов и на моја чест ви доделувам од JK Travel еден ваучер кој што ќе ви припадне вас 7 дена летување во Грција по ваш избор. Што зборуваш? Повелете. Фала да сте здрави и живи, фала. Многу ви благодарам, не знам што да речем. Само за една или за две особи? За две, апсолутно. Да си го земам и сопруга. Апсолутно. Оти, ова, никој ме нема вака изненадено. Многу ви благодарам. Да сте здрави и живи. Многу ни е драго. Пребаво да си Ќе поминете. одиме во Грција, да. Баш ви благодарам. Тоа не беше изненадување, Ви благодарам. Да се солзи радосници, нели? Многу ви благодарам, не знам што да речам. Слики да ни испратите од морето, тоа ни е најбитно. Со селфи. Обавезно. Тоа ќе биде наш подарок. Мислам од вас подарок за нас. Баш ме изненадивте, навистина, многу ме изненадивте. Еј, мори, моме, како да речам, за Солуна, за Стамбола, неа не дам. Еј, мори, моме, како да речам, за Солуна, за Стамбола, неа не дава. Еј, мори, моме, како да речам, за Солуна, за Стамбола, Битола не давам. Прво одлучивме да го израдуваме Милан. Милан е влюбеник во фудбалот како што бил и татко му. Сакал да тренира, ама средствата не се наоѓале. Затоа одлучивме да побараме и дојдовме до фудбалски клуб близу неговото село. А што се случи понатаму, ве оставаме да погледнете. Mistakes, I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I've come through. I need to go on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. Здраво, Милан. Јас сум тренерот Маријан.
Од денеска си новче на фудбалската школа. Среќа. Фала. Од утре те чекаме на тренинг. Твојата задача е само да бидеш редовен и да ги слушаш сите тренинги. Кажи. Ајде, со среќа. Фала. Поминеш со сите другарци да познаеш. Ова е Милан, нашиот нов член. Фудбалска школа! Емисијата со Стојна и Милан дефинитивно беше со најмногу изненадување, но и со најмногу реакции од луѓе кои што сакаат да придонесат за среќата на ова семејство. Токму затоа сега се наоѓаме во Кавадарци и имаме уште едно изненадување за Милан. Ајде. Здраво. Здраво. Еве ние кај вас, затоа што ни напишавте порака и еве сме кај вас. Да, благодарим што дојдовте. Така. Милан и јас Сашко сум сум јас. Снежа. Да. Ајде сега да слушнам од каде дознавте за Па Милан. случајно јас ја гледав емисијата. Се мислам дека беше сабота на 13 април сега. И тогаш баш се емитуваше за Милан и за Стојна. И така таа приказна ме трогна и веднаш ви пишав на Фейсбук. Утре дента. Женско лице ме контактираше и се договоривме дека наскоро ќе дојдете кај нас у Кавадарци за Да се направиме донира. едно изненадување, Да, така? за Милан. Не кажуваме какво е изненадувањето. Важи, Значи, договорено. пона што го гледаме, предпоставувате што е, меѓутоа, ајде да одбереме. Важи. Може? Може. Значи, јас прашав за бројчето, ќе видиме од прилика Важи, што и договорено. како е и после тоа да имаме трансформации за Милан, нели? Да. Пошто имаме трансформација на Важи, мајка. важи. Ајде да одбереме, може? Може, да. Поздрав до Милан од Давид. Фала ти, Давид, многу фала ви на сите. Ајде вака и официјално да се поздравам со вас. Пак се гледаме за убаво, за Арно. И со вас се поздравам. Ништо друго не ке биде важно, биди човек ова време тажно. Подај ти рака, срце да се радува. Подај рака, на пријател бил или не. Тоа е некој како ти и јас. Подај рака, биди негов спас. Помогни во мака, тагата да помине. Милан, 3, 4. Како е чувството? Супер, супер. А на мама си уште не и се верува. Со здраве да се здраве и да ги Фала. Фала. Ќе го пробаш? Ајде. Нема ништо, ни дупка, ни кеме, ништо не ти треба. Нема. Да. Супер е. Нема кебиња од доле сега. 10 кебиња имаш постелени. Ништо се само за покривање. Да, имам кебиња за покривање. Супер, фала ви многу, што да кажам. Немам зборови. Вечер кога ќе си легнеш да видиш што ќе се одмориш, нешто најубаво. Важи, важи. Е, сега вака. Оваа виновничкава овдека не дава да си оди, ќе ја пуштам после. Ми кажа нешто кое што ние сакавме да ви го привидиме како изненадување. Вие во црква не сте венчани, така? И немате ни бур, нели? За таа цел, мила Славица, иди ти таму на едно место, јас ќе ви го покажам ова, кое што вие треба да го погледнете и ќе се потрудиме да го слушнеме.
Драги Даниела и Трајче, наистина ми е многу драго што сум дел од едно убаво изненадување што го подготви Ова е Снежа Лила, за вас. која што ви се И тоа обраќа. заедно со моите најдобри пријатели од Златара Теодор Голд. Била дека бурмите се символ на вечна љубов и многу ми е драго што токму тие прстени, тие преубави бурми се подарок од моите пријатели, ќе повторам, Адор Голд, за едноставно ви посакаме да сте вечни, заљубени и сакани. Ја слушав приказната на Данила и многу ми е жал за тоа што и се случувало во минатото, меѓутоа тоа нека остане во минатото, а во иднината нека имаат навистина само убави моменти. Ќе скажам само дека овде имаме еден wedding book, значи еден невестински планер кој што е навистина многу убав и е исто така подарок од Адор Голд и знам дека ќе си најде своја примена. Посакувам убави моменти и на вас двајца се разбира, и на вашите три ангелчиња, Емануела, Илија и Софија. Што да ви кажам, само да ви кажам, така е, минатото нека остане во минатото, гледате во иднината, сакајте се и мислете само на убави нешта. Од срце, Лила и Адор Голд. Значи, ете и благодариме на Лила, не можеше да дојде во живо, чекај тебе да те гушна вака. И сега, во живо. Дали може во живо? Скроз во живо, еве ни ги. Бурмите тука се. Значи вака ќе ми го дадеш Илија мене. Може да ми го дадеш Илија мене? Дојди ти ваму кај мене. Јас сакам вие да си ги размените бурмите. Може? Може ли? Ајде. Чекај малце каде тука да дојдеш. Ајде. Тука си. Може да ти кажеш дали ја сакаш нешто? На десната? Десно која е десната? Не ги погодиле. Можеш околу малце. Да. 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 Од се срце. Сега вака. Значи, пошто за да биде се официјално, мораме да бидеме во црква. Така? Арнама има еден проблем пошто се пости и не можеме да идеме во црква директно да се вечи. Затоа ќе најдеме решение и го имаме. Решението? Ајде, Славица! Сега ќе имаме едно решение и плюс ќе имаме уште едно изненадување. Може сакај тата, сакаш? Ајде, дојди. Еве ни го. Ова воопшто не го очекуваше, нели? Па и одејќ. Добре. А чунче како беше? Све најгорото изненадување беше ептен, знаев дека е Да ги видиме сега, дај прстените да ги видиме убава. Дајте тука. прекрасно. Да. Толку готово сега. Значи, уште не сме завршиле, затоа што имаме подароци сега. Почнувам со подароците, прво за најмалите. Чекај сега да вадам тука подароци. За бебето. Може бебе? Еве тебе коцки. Илија, дојди ваму. Види што имаме за тебе. А? Добре? И ви отвориме. Тебе сонце. Ова е за Илија. Еве. Ова е за Илија. Чекај сега да видам. Овие работиве се за чистење, на мажот да ги дадам за чистење работите. Има ти да чистиш. Слушај, ти се погодува со бојата, да знаеш, да. Елате сега вакво едно целосно гушкање вака да си направиме и фала ви многу. Тоа е тоа. Фала и на вас. Да. Фала и на вас од срце. Нашата фризерка Оле во претходната епизода забележа дека на баба и на Сара и е потребно фарбање, па на нејзин предлог направивме изненадување. Ке бабачама дојдовме, бидејќи решивме да ја освежиме, пред се да ја обоиме, ако ни дозволи малца да ја ишишаме и да ја направиме нова баба. Нова баба.
Дали може, баба Чама? Може. Еве, сега има она долга, боена коса, со тоа што мислам дека ќе биде задоволна. Баба и на Сара ни призна дека никогаш не отишла на фризер. Дома сама се шишала, а пак Сара ја фарбала. Доаѓањето на фризерката беше навистина големо изненадување. Кроткиот глас на оваа 71 годишна жена со диплома земјоделски техничар внесе многу позитивна енергија кај сите нас. Кога се омажи, он беше добар, ама мајка му не даваше ни шминки, ни дотерување, ни ништо. Ништо. После се одвикнах, да ти кажем. Ај сега едно, другото, третото, четврто, треба да за деца да мислиш. Кој има време да се шминка тогаш? Јас не мислам за мене, право да ти кажем, за децата. Децата да ми се задоволни. И он исто така. Он кога ги гледа децата, гледаче децата, тоа е негово богатство. Ке дојде од работа со нив. Не сакаше нигде да излезе. Само со децата. Ке им пее, ке им раскажува приказни. Сега да провериме до каде е Сара. Ќе го искористиме видео повикот. Не ми се јавува, не ми се вира. Еве сме. Сега се слушаме ли? Ви знаеш кај сме? Чиревова кај нас е дома. Сара, ние направивме едно изненадување за тебе, ама и за баба ти. И сега ќе ти го покажам тоа изненадување. Ајде. Сега јас вака ќе свртам, камерата ќе ја свртам, хап, за да ти покажам. Може? А? Сега јас треба да се одјавам и ќе кажам вака. Кога ќе наидете на вратата каде пишува шанса, немојте да чукате. Едноставно искршете, влезете и представете се. Во превод, пријавете се за учество во емисијата VIP на еден ден. Нашите соработници се тука да ви направат еден вистински ден за паметење, меѓутоа и да ви изненадат многу повеќе отколку што очекувате. Затоа ќе се свртам и ќе кажам дека ова не е се што имаме за вас. Одиме во кола, имам уште едно изненадување. Пакуј се! Ајде! Нема да појдеме. Ке идеме некаде. Леле, колку си убава, колку си прекрасна, браво! Да те гушнам, браво! Сонце, имаме едно прекрасно изненадување за тебе. За мене? За тебе, да. Со оглед на тоа што наша прва гранка е ортодонција, одлучивме гратис изненадување да ти ставиме фиксни протези од нас. Фала ми. Повели да те разгледам. Дали предпоставуваше? Не, дефинитивно не. Фала многу. Да. Зашто Снеже го заслужува најдоброто. Повели. Солнечен? И овде ќе ја завршиме оваа прекрасна емисија со констатација дека забарите, односно стоматолозите, освен тоа што се грижат за насмевката на нашите лица, дефинитивно ова е случај кој покажува дека тие се грижат и за топлината на нашите срца. Се гледаме во следното издание на VIP на еден ден.